Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Ангел Данов. Добра вечер. Започнува Дневникот на КТВ, 7 август 2026 година. Проектот за гасификација, кој представува еден од најважните фактори за развој на општина Кавадарци, влегува во својата клучна фаза и станува реалност. Градоначалникот Митко Јанчев во своето гостување во емисијата ТВ Објектив на КТВ истакна дека процесот интензивно се води под раководство на заменик градоначалникот во блиска соработка и со раководството на Номагас. Гасификацијата, која е многу битен фактор за општина Кавадарци, тука морам да потенцирам дека заменик градоначалникот Ване Настов ја води лично таа работа, се разбира со и мои информирање, заедно со една прекрасна личност Маја, директорка на Номагас, каде што веќе ги подпишавме пред договорите, направивме клучна точка за поврзување. Гасификацијата станува реалност. Станува реалност и некаде јас реков на еден совет дека очекувам нова грејна сезона на половина да ја приклучиме првата приклучна точка за достава на газ и нема да отстапам од тоа со една запирка доколку магистралниот цевковод закасни да не биде полн со газ. Така да ние ќе стигнеме таа прва фаза и наредната година продолжуваме втора и трета фаза и ќе го гасифицираме комплетно Кавадарци на систем кој што го имаме со 2-годишното работење во аерозагадувањето, најцентралното, најбитното и така ги водиме по урбани заедници, сите јавни објекти ќе бидат приклучени, дали се државни, дали се општински, небитно, Тиквеш, ИГМ, Дрекстермер, и сите компании ќе се вклучат на тие цевковод и ќе функционира гасификацијата во општина Кавадарци. Ова година инвестициите ни е околу милион евра пари резервирани кои што ги имаме и веќе ќе ги тендерираме за 15 дена. Градежните работи на новиот кружен тек на Северен булевар во Кавадарци се во напредна фаза. Кавадарци продолжува со интензивни инвестиции во локалната патна инфраструктура. Изградбата на новиот кружен тек на Северен булевар напредува со брзо темпо, со што градот добива уште еден значаен капитален проект за подобрување на урбаното живење. Овој инфраструктурен зафат има за цел значително да го подобри сообраќајниот проток во овој дел од градот, да ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот и да овозможи значително полесно и побрзо движење на граѓаните и возилата. Реализацијата на овој значаен проект е поддржана од компанијата Lidl, на која општина Кавадарци и изразува посебна благодарност за донацијата и општествената одговорност. Со заедничка соработка меѓу локалната самоуправа и приватниот сектор продолжува градењето на модерна, функционална и современа урбана средина. Општина Кавадарци останува фокусирана на континуирани инвестиции во инфраструктурата, со цел создавање подобри услови и покаченост на квалитетот на секојдневниот живот за сите своји граѓани, нагласуваат од општината. Пациентите кои го користат лекот Фостер, кој се наоѓа на позитивната листа на лекови од овој месец, повторно ќе можат да го подигнат од аптеките без доплата, односно ќе ја плаќаат само законски утврдената партиципација за рецепт. Како што информира Министерството за здравство, за оваа промена ги известила компанијата која е носител на одобрението за ставање во промет на лекот, а измените се направени во интерес на пациентите. Истите услови ќе важат и за другите лекови кои ги содржат истите активни компоненти и се користат во третманот на хроничната обструктивна белодробна болест, информираат од Министерството за здравство. Реакција на левица, животниот стандард во стрмен пат, а заменик министерот Ристевски вели нема потреба од реакција. Загрижувачка изјавата на заменик министерот за економија Маријан Ристевски за тоа дека ќе нема потреба сега за сега да се коригираат цените на продуктите во маркетите, дека ќе нема потреба владата, како и Министерството за економија, да се вмешаат во пазарот и тоа дека цените во маркетите се стабилни, реагираат од левица. Во нивното соопштение се додава:
Сакаме да го прашаме кога последен пат заменик министерот за економија има влезено во маркет за всушност да увиди дека цените губат контрола и стануваат енормно високи. И наместо да се даваат изјави од сите засегнати чинители, Мицкоски, Ристевски, како и Дурмиши, кој е буквално сокриен од секоја битна одлука во Министерството за економија, легитимно е да се постави прашањето: ако не действува, тогаш што всушност прави Министерството за економија? Тоа иако е надлежно, заедно со своите јавни предпријатија, инспекторати и тела, во моментов е во длабок сон и не реагира на нереално високите цени на продуктите во маркетите. Очигледната некадарност, его и тесните врски на владините функционери со картелски здружените ланци на маркети се повеќе носи штета на македонските граѓани, пишуваат од левица и додаваат: примарната и основната функција на владата како институција во нашата држава е да биде регулатор на сите општествени активности, вклучувајќи ги и цените на продуктите во маркетите. Доколку сакаат да ја оправдаат својата улога во општеството, треба овие функционери да си ги прочитаат надлежностите и да почнат да реагираат. Од досегашните активности можеме да заклучиме дека не си ја врши својата улога. Синдикалната потрошувачка кошничка во 2024 година изнесувала 72.538 денари, додека во 26 година изнесува 84.024 денари, што е скок за 2 години од речиси 12.000 денари. Повеќе од 72% од вработените во Македонија заработуваат плата помала од просечната, додека потрошувачката кошничка расте и достигнува вредност и до 84.000 денари, што доведува до заклучок дека две просечни плати не можат да ја купат потрошувачката кошничка. Понатаму од левица пишуваат: целата наша економија во државата е базирана на работникот. Сите примерни приливи во државата се генерирани од работникот. Секогаш кога се наплаќале даноци, се тргало прво од тоа како може да се земе од работникот. Работниците во Македонија и покрај тектонските промени на цените и понатаму ја имаат најниската минимална како и просечна плата во Европа. Со зголемувањето на цените, а стагнацијата на платите, куповната моќ, како и животниот стандард на македонскиот граѓанин, евидентно опаѓа се повеќе од ден во ден поради лошите политики на моменталната владеачка гарнитура. Колкави цени треба да се достигнат во маркетите за владата да почне да си ја врши својата регулаторна улога, прашуваат на крајот соопштението од левица. По навредите на Мицкоски и неговиот талог, навредите од ВМРО, сега навреди и од Стоилковиќ. Пресконференција на оваа тема има од СДСМ. Народот го гледа вистинското лице на криминалната власт на Мицковски. Навреди, сеење омраза и поделби меѓу граѓаните и македонскиот народ. Мицковски дури и на Илинден, наместо национално обединување, го отвори говорот со зборот талог. Подолго време тече оркестрирана кампања на омраза и навреди по директива на началникот на Мицковски Латас. Навредите на Мицковски, талог на општеството, мочуриште, медиокритети, мекотели, глодари и се друго што говори за македонскиот народ, сега оди во уште полоша фаза. Ниво на сеење омраза и бес. Криминалната организација ВМРО и екипата на Вучик, откако им го откривме планот со медиумите и Стоилковиќ, удрија со најнечист речник. Зборовите што ги користат не можеме сите да ги изговориме поради нашата култура. Само неколку ќе споменам. Кловновска дружина, комуњарско кониште, духовен изрод, ефтин хохштаплер, смешен кловен со две леви нозе. Ова е дел од јазикот што го користат, иако има многу пониски зборови, полни со најпримитивни навреди и омраза. И со вакви текстови Иван Стоилковиќ го промовира својот Facebook профил. Тој е министер во владата на Кристијан Мицкоски. Ваквите зборови доведоа до напад на деца во Ново село, само затоа што носија транспарент на вистината, а тоа е дека водата е загадена во Гостивар. Сите овие методи се видени во Германија во 30-тите години од минатиот век.
фашистички методи во 21. век во Македонија. Српскиот свет на Вучик влегува на мала и на голема врата. Ова е лицето на криминалната власт која ја држи земјата во изолација, која нема резултати и повеќе нејзините лаги не поминуваат. Прочитани сте. Македонија нема ова да го дозволи. Наскоро доаѓа времето на вистината и правдата. Македонија ќе победи. Мицковски удри по младите затоа што ја кажаа вистината, младите не се плашат, младите ќе победат, порача на денешната пресконференција председателот на Социјалдемократската младина Трајче Стојчевски. Во Ново село се случи нешто што не смее да се премолчи. Младите активисти на Социјалдемократскиот сојуз беа нападнати од тепачите на Мицковски. Младите стоеја мирно, носеа транспарент со вистината, дека Гостивар се труе со вода, дека луѓето се разболуваат, дека државата молчи и нема одговорност. И за тоа беа нападнати. Група насилници, испратени со јасна намера, се обидоа да ги замолчат. Меѓу нив има и лица поврзани со Мицковски и ВМРО, членови на ВМРО, пратеници на ВМРО и возачот на градоначалникот од ВМРО. До вчера медиумски линч, навреди, поделби и лаги. Сега, кога вистината излегува на виделина, лагите веќе не се доволни. Сега следува и физички напад. Ова е порака на Мицковски дека секој млад човек кој ќе проговори против оваа власт ќе биде нападнат. Порака дека стравот треба да владее кај младите. Но тука погрешија. Ние младите не ви се плашиме. Младите се тие кои ќе ве поразат. Бараме од Министерството за внатрешни работи и обвинителството веднаш, не утре, не за една недела, веднаш да ги идентификува сите учесници во нападот и да ги приведе. Да се утврди кој го дал налогот за нападот врз младите. Затоа што ова не беше спонтано, ова беше организирано. Јасно е, Христијан Мицковски и неговата структура се плашат. Се плашат од вистината за водата, за економијата, за иселувањето на младите, за намалениот број на учениците, на правачињата, за хаосот во секој сегмент на државата. И кога лагите повеќе не држат, праќаат тепачи. Но овој пат погрешија. Младите не се плашат. Младите се тие кои што ќе ве победат. Младите нема да молчат. Доаѓа време кога сите што денеска сеат страв ќе одговараат. Сите ќе одговараат за криминалот и корупцијата, а особено за ова што удрија по младите. Младите ќе победат. Македонија ќе победи. Децата на Филипче од Ново село, кој ги хушкаше за правење инциденти, се осудени насилници и трговци со дрога, обвини на пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Вчера Венко Филипче со панична пресконференција од Ново село сакаше да го сврти вниманието и да ги прикаже за жртви оние кои тој ги нарече деца. Всушност вистината е сосема поинаква. Децата на Филипче кои ги представува како деца на Македонија во Ново село се лица кои се правосилно осудени на условни казни затвор за насилство и за кривично дело поседување на дрога и наркотични средства по член 215 од Кривичниот законник. Христијан Ефтимов е внук на Вице Заев и менаџер на неговата фирма Total Engineering, на кого му е поднесена кривична пријава врз основа на која е осуден на година и пол условна казна затвор, бидејќи заедно со Илија Стојанов крвнички тепале луѓе на плоштадот во Струмица. Ова е кривична пријава од 2024 година за која што тој и Илија Стојанов се условно осудени на година и пол условна казна затвор. Илија Стојанов пак, освен што учествувал во тепањето на плоштадот заедно со внукот на Вице Заев,
условно е и осуден за кривично дело по член 215 став 1 од Кривичниот законник, а тоа е неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, затоа што при полициски претрес кај него била пронајдена опојна дрога. Одиме понатаму. Човекот до Филипче, организациониот секретар на Социјалдемократскиот сојуз, Зоран Трифуновски, е лице кое според јавно достапните информации се гонело за обид за убиство и има богато досие за насилство и тепачки, а токму Филипче го постави на висока партиска позиција. Инаку тој бил вработен во Министерството за внатрешни работи, во обезбедувањето на Шекеринска и важи за близок човек на Зоран Заев, а претходно во 2023 година Социјалдемократскиот сојуз го назначи за директор на Македонски железници инфраструктура. Вистината е дека Венко Филипче со насилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги сакаше да предизвика инцидент во Новосело за да настрадаат недолжни луѓе и граѓани. Исто како што пушташе насилници и провокатори во Ташмаруништа. Почитувани граѓани, вакви ликови како Трифуновски или пак Евтимов и Стојанов, на кои местото не име во политиката, во името на Социјалдемократскиот сојуз морализираат пред македонската јавност. Ова ли се децата на Македонија според Филипче? Не, токму ова е талогот на општеството. Ова е срамот на Македонија. Социјалдемократскиот сојуз, Филипче и неговите луѓе се срам за Македонија. Дискриминацијата продолжува, ДПМНЕ одби поголема законска заштита за бремените работнички, обвинуваат од политичката партија Левица. Пред неколку дена јавноста беше запознаена со случај кој повторно ја разобличи вистинската состојба со заштитата на бремените работнички во Македонија. Според наудите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, само 2 дена откако работодавачите дознале дека нивната вработена е бремена, започнале дисциплински опомени, притисоци и обиди таа спогодбено да го раскине работниот однос. Притисокот бил толку силен што работничката завршила наболедување поради нарушена здравствена состојба, а комисијата утврди дискриминација врз основа на пол, род и бременост. Во изминатите години јавноста веќе беше сведок на случаи во кои бремени работнички остануваа без работа поради непродолжување на договорите за вработување, на деградирање по враќање од породилно отсуство и на други форми на дискриминација поврзани со бременост и мајчинство. И самата Комисија за спречување и заштита од дискриминација предупреди дека расте бројот на представки токму по овие основи. Токму затоа, Левица годинава предложи измени на Законот за работните односи, со кои ќе се зајакнеше заштитата на бремените работнички и ќе се спречеше злоупотребата на договорите на определено време. ДПМНЕ секако ги одби. За жал, ова не е прв пат ДПМНЕ да покаже чии интереси ги става на прво место. Кога стопанските комори и големите работодавачи бараат даночни олеснувања, субвенции или нови поволности, владата секогаш е подготвена за разговор. А кога работниците бараат поголема правна заштита, тогаш слушаме дека не треба да се оптоварува стопанството. Тоа е суштината на нивната политика. Кога доаѓа до судир помеѓу интересите на работникот и интересите на капиталот, ДПМНЕ секогаш ја избира страната на капиталот. Последиците од тој избор ги чувствуваат жените кои остануваат без работа, семејствата кои остануваат без приходи и работниците кои секојдневно се соочуваат со притисоци затоа што бараат елементарни права. Левица повторно ги повикува ДПМНЕ да ја напуштат оваа политика и да ги прифатат законските измени што ги предложивме. Силата на едно трудово законодавство не се мери според тоа колку ги штити најмокните работодавачи, туку според тоа колку сигурност им обезбедува на работниците кога се најранливи. Покрај јавниот, намален и државниот долг за над 40 милиони евра, кој сега е 51,7% од бруто домашниот производ, порача од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Од економски пустош, осиромашени граѓани, оплячкани и уништени институции, со посветена работа, честна намера и домакинско работење, состојбите во државата почнуваат да се средуваат. Интензивната работа и економските владени политики, проектирани и имплементирани изминатите 2 години, ги даваат своите резултати.
Економијата се стабилизираше и веќе почна да се развива. Долговите да се намалуваат. Покрај јавниот долг, кој во вториот, споредено со првиот квартал од годинава се намали за 58,8% од БДП, намалување има и кај државниот долг. На месечно ниво имаме намалување и на државниот долг од 0,2% од БДП. Заклучно со 30.6.2026 година, државниот долг изнесува 9 милиарди и 432 милиони евра или 51,7% од БДП, што е намалување од 41 милион евра во споредба со претходниот месец. Ова ниво на државен долг е еден од најниските досега во подолг временски период и покажува дека во државата има власт која не ги трупа обврските, туку редовно и навремено ги сервисира. Ваквите економски параметри не се случајни. Тие се резултат на економската раздвиженост во државата, домакинско работење и политики насочени кон подобар живот на граѓаните. Од преземањето на одговорноста ВМРО-ДПМН да ги предводи македонската влада, се санираше економскиот пустош со вложување, инвестирање и реализација на капитални проекти. Како резултат на добро планираните мерки и активности, веќе 7 квартали поред БДП бележи позитивен раст од 3 или над 3%, а од друга страна, во време на светски ценовни шокови на енергенците, инфлацијата се држи под контрола и е меѓу најниските од земјите во регионот со 3,4%. Во насока на дополнително стабилизирање на јавните финансии и развој на економијата со крајна цел подобар животен стандард за македонските граѓани, владата предводена од ВМРО-ДПМН и понатаму ќе продолжи со интензивна работа и одговорни политики. Француски десен бек доаѓа во ГРК Тиквеш, ракометарите на Тиквеш, двете средби од ЕХФ, ракометниот куп, ќе ги играат во Кавадарци. Аце Станковски ќе ги предводи ракометарите на Вардар од Неготино. Следуваат вести од спортот. Ракометарите на Тиквеш и оваа сезона добија можност да играат во ракометна Европа, и тоа 4-та сезона поред. Жепката за противник им го додели тимот на Еш од Луксембург, а сега ракометарите на Тиквеш имаат убава можност за прв пат во клубската историја да обезбедат прогрес во европските купови. Причината е едноставна. Кавадарчани двете средби од првото коло на ЕХФ, Европскиот куп, против составот на Еш од Луксембург, ќе ги играат на домашен терен, во својата сала Јасмин. Првиот меч ќе се игра на 19 септември од 18 часот, додека вториот дуел, на кој Тиквеш ќе биде формален гостин, е закажан за 20 септември во истиот термин. Сега составот на Кристијан Грчевски ќе има убава можност пред своите лозари да испише историја и да се пласира во второто коло од ЕХФ Европскиот куп, каде веќе се пласирани Охрид, Бутел и Алкалоид. Останува само кавадарчани соодветно да се екипираат за европските предизвици, но и за она што ги очекува во новата домашна сезона. Кавадаречкиот суперлигаш во новата сезона ќе биде посилен за десниот бек од Франција, Шамал Абдула, кој доаѓа од првенството на Либија. Предходно, Тиквеш ги засили своите редови со голманот Бојан Солев и бекот Томислав Димковски од Пролет, потоа кружниот напаѓач Боријан Цековски, како и бекот Тоше Ончев од Куманово и левиот бек Мохамед Бен Махвуд од Еврофарм Пелистер 2. Од поискусните, клубот ја продолжи соработката со Страхиња Симич, Маријан Велков, Димитар Коцев и Мартин Димовски, како и крилото Балша Чејовиќ. Останува тренерот Грчевски да го даде своето мислење дали има компетативен состав или можеби ќе биде ангажирано уште некое засилување. Ракометарите на Вардар од Неготино подготовките за новата сезона од прволигашката конкуренција ги стартуваа мощно и амбициозно, со нов шеф на стручниот штаб. На клупата на неготинчани седнува легендата на македонскиот ракомет Аце Станковски. Ова е практично камбек на Станковски во Неготино
откако таму работеше во сезоната 2021-22. Неготинчани ги задржаа скоро сите ракометари кои ја завршија минатата сезона во првата лига, а досега го донесоа искусното десно крило велешанецот Мартин Димов. Во составот на Неготинчани ќе игра и еден од најдобрите прволигашки стрелци, средниот бек Јован Атанасовски, кој доаѓа од Штипски Текстилец. Амбициите на клубот за предстојната сезона се големи, па се очекува уште нови имиња кои ќе го комплетираат тимот што треба да се бори за влез во Суперлигата. Утре сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерена наместа до Ушповардарието повремено засилен ветер од северен правец. Попладне ќе има локален развој на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи, температурата до 40 степени. Го гледавте Дневникот на КТВ. Повеќе информации во секое време можете да најдете на ktv.mk и на нашата официјална Facebook страна. Имајте пријатна вечер.